Џија Немин е мултиинструменталист, аранжер, композитор и диригент. Еден од најзначајните на современата македонска музичка сцена. Музичар кој со само нему својствен шарм и успешно поигрување со жанровите во име на слободната творечка мисла го започна и испишувањето на страниците на неговата интернационална кариера, соработувајќи низ годините наназад со фигури како Дерик Меј, Јоан Аткинс, Вилијам Паркер, Грег Хопкинс, Питер Херберт, Дамо Сузуки и други. Од друга страна, недобројеви се и неговите проекти на домашно тло како проект Шлуст, ДНО, квартетот на Ѓорѓи Шаревски, Скопје Конекшн, Архангел, Бодан Арсовски Езгија, Тони Китановски, Кирил Џајковски, Фолтин и Никола Коџабашија и така со ред. Уште од дете, на 5 години ми купи татко ми една хармоника што не можев да ја влечам. Па ги терав сестрите, едната држи од една страна, другата од друга страна. Па ја да свирам нешто, па додека да пораснам, па додека да просвирам. Уште од тогаш, значи, па до сега некако цел живот ми е поврзан со музика. И тоа е. Музиката е мој живот, буквално кажано, да. Полека наназад, така си правам една ретроспектива и практично ми се некако се спојуваат сите овие точки во една главна точка, во која што уствари наскоро веќе се трудам, сакам така да делувам. Тоа е како музичар автор, кој што е уствари и диригент, па и инструменталист на своите дела. Оние музичари кои што се доста активни и на некој начин интересни за публиката или публиката што ги посакува, па и музичката критика, се музичари кои што се занимаваат со различни жанрови, па и различни стилови во тие различни жанрови и на некој начин прават некаков хибрид со желба да направат некаков свој јазик, некаков свој израз и секогаш нивната појава да асоцира на нив самите и претпоставувам дека можеби во некоја иднина или од ова сегашно минато, дека можеби ќе се воспостави некој стандард за луѓе кои што се занимаваат со повеќе слојни музички активности, дека можеби ќе се појави еден термин кој што мислам ќе биде наслов за луѓе кои што се занимаваат еве како јас во ваков домен на музиката. Проектот со Дерик Меј е практично мој прв соло проект. Значи, до таа точка, јас цел живот работам со другарите, во еден состав, во друг состав, джез или рок-н-рол или што и да е. Секогаш сум работел со некого заедно. Тоа е прв мој проект кој што го имам изработено сам, од почеток до крај. И некако тоа вака ме осоколи и ми даде еден фокус дека уствари не е лошо. Не е лошо и таа страна моја да можам да ја видам. Јас имав прилика, и пак ја кажам, и среќа, да со проектот на Дерик Меј и со уште некои други проекти како Јоан Аткинс, а и пред тоа со некои други джез проекти со кои што работев, да прошетам низ светов, значи да имам концерти на сериозни сцени, да имам со сериозни оркестри светски, на неверојатни фестивали, неверојатни сцени и амбиенти, каде што секаде генерално поминало на вистина многу добро. Но сепак, кога, да речеме, дома треба нешто да сработам, е сосем друг филмот од оно што треба надвор да го работам. И најдраго ми е секогаш овде дома нешто кога ќе сработиме премиерно, значи да излезе од тука, од Македонија, а потоа да може надвор да го представуваме. Така е со сите проекти до сега што ги имам работено. И би сакал така да остане и во иднија. Светот веќе станува, нели, едно големо село. И просторот за делување секогаш може да биде многу тесен и да биде, мислам, многу мал и да биде многу голем. Во зависност од тоа како ќе тргне и зависност енергијата, како ќе успее да се провлече и да се избутка и како ќе стигне до луѓето. Некогаш за нешто за кое што веруваш дека е навистина многу добро, ќе се убиеш од работа и ништо нема да се случи. А нешто за кое што на крај памет не ти е дека ќе стане мега битно, станува мега битно. Тоа што го прави посебен
е дека успева да даде преку инкорпорирање на звукот на симфонискиот оркестар во тоа што е популарна музика, доза на сериозност. И од една страна да ослободи таа масовна публика од предрасудите дека звукот на симфонискиот оркестар е нешто што е за сериозна музика строго, и да некако да ги отвори вратите за пристап кон сериозната музика и за повеќе влегување во уметничката музика. Сериозната музика ја интерпретира со толку многу шарм, што дури и тие што се најголеми влюбеници, строги критичари, секогаш знаат малку да олабават во критиката кога ќе се сретнат со Джијанини. После толку години работа, искуство и дружба со Джики, може само да се каже дека Джики душа и чудо човек. Стварно еден таков капацитет кој што и да фати, што и да питне, каде и да отиде, он нешто ќе оствари. У оно што стварно не можеш да веруваш дека ќе направи, он ќе направи позитивно и успешно. Неговата дарба и умешност и талент ги развија на вистински начин, истражувајќи цело време некои нови, да речеме, музики.